Иако поминаа 2 месеци од појавата на случајот со сомнителните кардиохирушки операции, се уште нема конкретен исход. Министерот за здравство Азир Алиу вели дека останале уште 7-8 претставки што се разгледуваат, а по официјалното завршување на изборниот процес во земјава ќе пристигнат и тројца странски експерти за надзор на случајот. Ова динамика на работа не зависи од нас како министерство, туку зависи од целиот експертски тим кој што не се малце на број, а другата страна се многу оптоварени со нивните секојдневни обврски кон давање на здравствени услуги кон граѓаните. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски изјави дека има пријави уште од 2010 година кои детално се анализираат од административен до професионален аспект. Процесот започна со една пријава, меѓутоа во меѓувреме имаше други пријави, така да сега има пријави за повеќе институции. За повеќето пријави што стигнаа во фондот беа парче хартија од пациенти преставки, каде што можеше да се помине цела поставка прво на административна обработка, потоа дури да се преди на медицинска обработка, така да процесот не е толку брз колку што сите би сакале, затоа што едноставно има повеќе фази на проверка на работите. Во веќе формираниот тим на домашни експерти кои работат на случајот, има и лекари од приватни институции. На прашањето дали тоа може да влијае врз постапката, министерот Алиу одговори. Но јас верувам дека тие се експерти, без разлика дека работат на таа институција, ако кейсот е отворен и е видлив дека не е направен според строго дефинирани протоколи, и тој што работи во таа институција ќе гласа за. Ова прашање беше покренато откако доктор Сашко Кедев изјави дека приватни болници изведувале кардиохирушки операции без потреба. Овие сомнежи што беа пријавени од самата клиника за кардиологија го поттикнаа Министерството за здравство да формира специјална комисија за анализа на податоците за кардиохирушките и кардиоваскуларните интервенции во периодот од јануари 2022 до август 2025 година во приватните и јавните институции.